пропаднаа изборите во 4 општини. Силјановска и Макрон разговарале за глобалниот мир. Домашно овошје за 38.000 деца. Министерството за образование и наука и Инофејт сојузници за дигитално образование. Рама, Косово е клучен проблем за регионот. Вучик, Србија ќе гради партнерство со Узбекистан. Германија со рекордно зголемување на минималната плата. Кина против нуклеарните тестови на САД. Трамп и Ши постигнаа трговски договор. Скопје и Белград ја водат зимската авијациска трка. Скопје наликува на Париз, улици покриени со ѓубре. Изборите за градоначалници во Гостива, Врапчиште, Маврово и Ростуше и Центар Жупа пропаднаа поради ниска излезност под 33%. Според законот, тоа значи дека ќе се организираат нови избори, најверојатно во јануари 2026 година. Главни причини се иселувањето и нереалниот избирачки список, каде бројот на гласачи е поголем од реалното население. Истите општини имаа вакво сценарио и во 2021 година, а тогаш градоначалници беа избрани дури во третиот обид. Председателката Гордана Силјановска-Давкова присуствуваше на свечена вечера во Париз на покана од францускиот председател Емануел Макрон, во рамки на Парискиот мировен форум. Таа објави дека во пријатна атмосфера се воделе разговори насочени кон зајакнување на глобалниот мир, нагласувајќи дека само преку заемна почит и разбирање може да се обезбеди напредок и побезбедна иднина за сите. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски ја посети градинката Срничка во аеродром и најави дека околу 38.000 деца низ државата ќе добиваат домашно овошје преку новата програма за 2025 година. Обезбедени се 40 милиони денари за набавка на 880.000 килограми овошје, а секое дете ќе добива по 1 килограм неделно во следните 3 месеци. За прв пат се вклучува и органско овошје. Програмата има цел да поттикне здрава исхрана и да го поддржи македонското земјоделство. Министерството за образование и наука и Инофејт потпишаа меморандум за соработка за унапредување на дигиталните компетенции на наставниците и одговорна примена на вештачката интелигенција во наставата. Преку заеднички обуки и проекти ќе се поттикнуваат иновативни педагошки практики и дигитална трансформација на образованието. До крајот на годината ќе се одржи првата обука за наставници за одговорна употреба на генеративна вештачка интелигенција. Албанскиот премиер Еди Рама на Парискиот мировен форум изјави дека непризнавањето на Косово од Србија е фундаментален проблем за Балканот. Тој порача дека регионот мора да избере меѓу поделба и соработка и додаде дека Албанија ќе продолжи да работи за регионална стабилност. Рама оцени дека Европа стана многу балканизирана и ја нарече Европската унија најголемиот политички проект на човештвото. Членството во унијата, рече тој, е историски благослов за Албанија. Председателот на Србија, Александар Вучик, за време на посетата на Ташкент изјави дека Узбекистан е земја на иднината и пример за брз економски раст. Тој најави дека почетокот на 2026 година ќе донесе посета на узбекистанскиот председател Мирзијоев во Белград и почеток на стратешко партнерство меѓу двете земји. Вучик истакна дека Србија треба да соработува со држави што напредуваат и да учи од нивната дисциплина и работна етика, наведувајќи го узбекистанскиот модел на јавни набавки како пример за добра пракса. Германската влада усвои историско зголемување на минималната плата, од 12,82 на 13,9 евра во 2026 година и на 14,6 евра во 2027. Ова е најголемиот раст од воведувањето на минималната плата во 2015 година, кога изнесуваше 8,5 евра. Мерката ќе опфати околу 6,6 милиони работници, главно жени и вработени во Источна Германија. Тие што работат со полно време ќе добијат околу 190 евра повеќе месечно. Одлуката ја поздравија синдикатите и Социјалдемократската партија, а експертите предупредија на потреба од независност на комисијата што ја предлага висината на платата. Кина го повика Вашингтон да ја почитува меѓународната забрана за нуклеарни тестови, откако Доналд Трамп нареди повторно тестирање на американското нуклеарно оружје. Портпаролот Гуо Џијакун изјави дека САД мора да придонесат за глобална стабилност и неширење на нуклеарно оружје. Креми оцени дека се уште нема нова трка во вооружување меѓу Русија и САД. Американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот лидер Ши Џинпинг постигнаа договор за намалување на царините и соработка во борбата против фентанилот.
Кина ќе паузира ограничувања за извоз на ретки метали и ќе продолжи со купување американска соја и енергија. Двајцата лидери оценија дека средбата во Бусан е позитивен чекор во односите меѓу Вашингтон и Пекинг. Вистина е дека во 2025 година во регионалната авиација почнува со прераспределба на силите, а и јасни се најголемите регионални победници. Вистина е дека наместо скромни корекции во распоредите, сезонава носи значителен раст во капацитет и побарувачка, со Виз Ер како мотор на проширувањето. Вистина е дека Скопје и Белград се издвојуваат на врвот по раст со повеќе од половина милион дополнителни патници до март. Вистина е дека Скопје ќе има 453.636 нови седишта, а Белград 315.817. Вистина е дека проширувањето се чувствува и во Тузла, Ниш, Бања Лука и Охрид, каде Охридскиот аеродром очекува околу 24.000 нови патници. Вистина е дека Загреб го заокружува третото место, со засилување на Croatia Airlines и 167.315 нови седишта. Вистина е дека Ryanair оваа зима има побавно темпо, со 26.720 дополнителни седишта. Вистина е дека Сараево, Тузла, Љубљана и Ниш исто така бележат стабилен раст. Вистина е дека вкупно, регионалниот пазар нуди над 13 милиони седишта и повеќе од 84.000 летови, најдинамична зима во последните години. Вистина е дека Истанбул останува најпрометна дестинација, пред Цирих и Сабиха Гокчен. Вистина е дека зимата носи и 26 нови рути, меѓу кои Астана, Белград, Љубљана, Барселона и Скопје, Ларнака. Вистина е дека новата сезона го означува почетокот на поамбициозна етапа со повеќе седишта, избор и патници. Во Скопје, хаосот со ѓубрето стана причина за оставка на директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена, кој е ставен во 30-дневен притвор заради загрозување на животната средина. Причината за проблемот е неправилното и несистематско собирање и транспортирање на отпадот, како и недоволно организирани ресурси и капацитети за редовно чистење на градот. Инспекцијските проверки покажаа дека непрописното управување со отпадот довело до оштетување на почвата, воздухот и водата со потенцијална опасност по здравјето на граѓаните. Пред некое време, сличен проблем со натрупано ѓубре го зафати и Париз. Туристите тогаш се жалија на непријатни мириси и блокирани погледи кон знаменитости како Ефеловата кула и катедралата Нотр-Дам, а улиците беа преплавени поради штрајкови на комуналните работници. И таму, причината беше штрајк на ѓубреџиите и недоволно организирана логистика за собирање на отпадот, што го покажа глобалниот карактер на проблемот. Натрупаното ѓубре го нарушува урбаното живење, ја загрозува јавната здравствена безбедност и ја намалува туристичката привлечност, што дополнително ја истакнува потребата за долгорочни и одржливи решенија во менаџирањето на отпадот. Пропадна изборите во 4 општини. Силјановска и Макрон разговарале за глобалниот мир. Домашно овошје за 38.000 деца. Министерството за образование и наука и Инофејт сојузници за дигитално образование. Рама, Косово е клучен проблем за регионот. Вучик, Србија ќе гради партнерство со Узбекистан. Германија со рекордно зголемување на минималната плата. Кина против нуклеарните тестови на САД. Трамп и Ши постигнаа трговски договор. Скопје и Белград ја водат зимската авиацијска трка. Скопје наликува на Париз, улици покриени со ѓубре.